по спектакуларното карнивалско дефиле што ќе се случи вечерва. Карневалските свечености не завршуваат овде. Утре на празникот Пручка на плоштадот ќе се одржи традиционалниот детски карневал, каде најмалите карневалисти ќе продефилираат со своите шарени костими, инспирирани од нивната бујна фантазија. Учениците од основното училиште Видое Подгорец од Струмица ги затикнавме заедно со нивните наставнички во училишниот двор, непосредно пред карневалската забава која се одржуваше во спортската сала и на која сите беа со индивидуални маски. Дечињата од оваа училиште оваа година ќе се представат со 5 маски, меѓу кои ќе бидат и веселите морнари од 4 В. Раководителката на оделението укажа на тоа колку е важно да се негува карневалот уште од мали нозе, со цел зачувување и пренесување на оваа вековна традиција. Училиштата освен образовната компонента ја имаат и воспитната компонента. Тоа е многу значајно во денешното општествено живење. Зошто? Затоа што од мали нозе треба да бидат поставени некои морални вредности, децата да знаат што е вредно и што вистински треба да се чува, а тоа е секако нашата традиција. Подготовката на карневалската маска започна уште со стартот на второто полугодие. Работиме од идеја до реализација, но сепак враќањето во училишните клуби второто полугодие е веќе поинтензивен период, за да може да видиме како ќе реализираме подготовка, набавка на материјали и ред други потребни средства. Оваа година нашата маска ќе биде морнарица. Првооделенците пак од 1 В ќе се представат со темата Октоподи за љубов и мир. Оделенскиот раководител Емилија Трајкова вели дека инспирацијата ја добиле од интелигенцијата и специфичноста на овие морски животни, а пораката кои сакат да ја пренесат е ширење на љубов и мир во целиот свет. Таа се надева дека ова ново искуство на дечињата ќе прерасне во навика и за понатамошно учество на карневалите. Нашата маска е Октоподи за љубов и мир. Така ја насловивме, бидејќи истражувавме и октободите се многу паметни животни, има 3 срца, има 9 мозати и така ние понесени од децата кои што моментално се затекнати во војна во светот, сакаме да има љубов и мир на целиот свет и така ние ќе им подариме дел од нашата љубов, дел од нашите срца, да бидат сите среќни и радосни. Маската ја изработувавме речиси 2 месеци, значи со стартот на второ полугодие започнаа нашите посериозни подготовки. Дел се шиеше, дел од маската изработувавме овде заедно со родителите и учениците, значи сите беа вклучени. Реакциите на дечињата се многу позитивни, убави, еве и самите можете да ги видите, значи уште кога произлезе самата идеја, уште на почетокот на школската година планиравме, затоа што оваа традиција ние сакаме да ја пренесеме нели на малите деца, да почнат од мали нозе и да тераат натаму. Оглед на тоа дека се прво одделение и тоа планираме нели да го продолжиме во иднина и да трае секоја година. А весели бомбони ќе бидат основците од второ А одделение. Раководителот на одделението, Тена Зафирова, изјави дека учениците со голем ентузијазам и жилба учествувале во подготовките на оваа маска, кои траеле околу 2 месеци. Учествуваме со бројка од 26 ученици. Значи и кај децата и кај родителите постоеше голем ентузијазам и голема желба за работа за оваа маска. Благодарност до родителите, благодарност до децата што ја издржаа целата оваа работа околу подготвувањето на маската и во недела настапуваме со темата Весели бомбони. Ја завршивме и последната проба, мислам дека се добро спремени. Беше напорно додека да се усогласат чекорите, кореографијата, меѓутоа мислам дека на крајот се ќе биде добро. На годинешниот детски карневал ќе се представат 24 групи. Најголемиот број од нив ќе бидат од основните училишта од Струмица и регионот, а свој момент на сцената ќе имаат и најмалите од неколку струмички градинки.
Официјално детскиот карневал ќе започне во 11 часот, а пред самиот негов старт најмалите карневалисти ќе се забавуваат со музичката и сценската изведба на дечињата од фестивалот Вртелешка, откако ќе се представат сите групи. Забавата ќе продолжи со дечињата гости од Гевгелискиот фестивал Калинка.